Почитувани уште едно ново издание на емисијата Интервју на К3 телевизија. Како и секој издание, така и овој пат имаме соговорник кој што ќе го задржи, претпоставувам, вашето внимание со својата инспиративност, со се она што е негова животна приказна и со она што ќе го говориме. Наш денешен, но и ваш соговорник е Оливера Јанковска, уште една кривопаланчанка во низата кој што достојно го презентираат и нашиот град, но и државата надвор од границите. Оливера Јанковска, добре дојде во нашата емисија. Посакувам пријатно се чувствуваш. Се наоѓаме во еден пријатен амбиент во манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Добре дојде и во Македонија повторно. Ви благодарам за поканата и секоја чест задоволство ми е да бидам ваш гостин денеска и да допринесам на вашата емисија. Така, најпрви би те запрашала, ти си надвор од државата. Споменавме во неврзаниот разговор 10 години во Америка, но и 2 години претходно уште повеќе надвор од Крива Паланка и Македонија. Замина по средношколските денови. Која беше твојата првична замисла кога излезе од тука? Замина конкретно за да се дообразуваш. Точно Каде така, и како замина? значи, Твојот животен пат беше нималку лесен. Така. Значи, јас завршив тука средно образование во Ѓорче Петров, во гимназијата. И откако го завршив моето образование, како и сите средношколци, пробавме да се запишеме на факултет. Но јас доаѓам од едно така работничко семејство, моите родители не беа во возможност да ми помогнат за да го продолжам моето образование. Така да јас почнав со некоја инспирација да пробам да студирам некаде на страна, затоа што јас веќе имав инспирација од претходно од работите што ги работев во градот, така да ми беше лесно да замислам дека јас можам да успеам и да заминам од државата да студирам на друго место. Така, се одреди за економски струки. Од секогаш беше надарена за менеджмент, за економија, за останати... Па не баш. Јас најпрви се запишав на филолошкиот факултет тука во Свети Кирил Методиј во Скопје, но се откажав уште во првиот ден. Тоест, не ни почнав со факултетот, затоа што јас веќе бев примета на коледжот во Грција за студии на маркетинг и економија. Така, колку е тешко или пак лесно? Предпоставувам нималку лесно, но сепак кога си примен како стипендист на одреден коледж, предпоставувам радоста е голема. А си замина во друга средина, замина во друго говорно подрачје. Како беше почетокот таму? Па беше премногу тешко затоа што како прво јас доаѓам од еден мал град, Крива Паланка, немам патувано претходно. Беше многу тешко да се адаптирам во Грција, како прво јазикот е различен. Јас студирав на англиски коледж, но сепак потребно е да се познава и да се познава и грчкиот јазик, кој што јас веќе го совладав во првите 6 месеци. Почнав и да работам во истовремено да студирам во Грција, така да се снаоѓавме на сите можни начини што можевме, затоа што беше премногу тешко да се студира, иако имав јас полна стипендија доделена за тој коледж, јас сепак имав своји посебни потреби кои што морав да ги задоволам и така работев надвор од коледжот исто така. Како се случи Америка? Големиот сон?
Да, значи јас кога завршив во Грција, јас завршив 2 години тоа како технички коледж со маркетинг и економија. Отпосле, кога завршив, јас бев првенец на генерација, што е како валедикторијан на коледжот и ми понудија приватна стипендија за да студирам во Америка, затоа што јас веќе бев запишана на повеќе коледжи во Америка, но не ги имав сите средства. Така да приватната стипендија ми помогна да отидам во Америка да продолжам моето образование. Каде продолжи образованието? Јас прво... На кој универзитет и повторно економија? Да, што јас... ќе кажеме, ти сега си економист? Да, јас сум магистар по економија. Значи јас имам завршено Masters of Science in Economics. Так. Јас прво завршив во универзитетот во Арканзас, значи додатни уште 2 години за додипломски. Завршив како аграрна и применена економија во коледжот во Арканзас. Кога ги завршив тие студии, исто така бев првенец на генерација таму. Така да... Уште една причина плюс да бидеш наш денешен гостин, но и уште една твоја гордост и гордост на сите од твоето семејство, претпоставувам и најблиските. Да, ви благодарам, да, толкова така. Значи јас потоа продолжив на универзитетот во Вирџинија, Вирџинија Тек се вика. Продолжив исто со економија и работев во областа на меѓународните размени на продукти, international trade. Така. Се извинувам за англиските. Така, оправдано 10-12 години си Да. надвор државата и овие интернационализми нема да ни пречат, ние и повремено и ќе преведеме нешто доколку Ви благодарам. слободно говори си така. Да. Мора да споменеме дека ти годинава беше номинирана изминатата година 2015, но заокружена целата последна година, беше номинирана на листата на Обединената македонска диаспора меѓу 40 најуспешни под 40 години македонци во странство. Чести гордост е, претпоставувам, да се биде на оваа листа пред се за една млада личност како тебе. Секако, да. Бев многу изненадена и бев пријатно изненадена за оваа награда, која што просто јас не знаев уствари дека сум била номинирана за оваа награда, затоа што беше од номинацијата беше предадена од Мировниот корпус, волонтер кој што јас работев тука во Македонија пред да заминам, за мојата работа која што беше во областа на ромите и интеграција на ромите во образованието во Крива Паланка. Така, тогаш ќе направиме и мала дигресија. За да се снајде човек, секогаш треба да има како и да е знаење, да, ама животното искуство пред се и над се. Си минала долги години волонтерство во Мировниот корпус, се извинувам. Колку тоа ти помогна и како почна твојата приказна во Мировниот корпус, за да после деценија и повеќе да бидеш номинирана од нивна страна. Какви се искуства собра тука пред да заминеш надвор? Токму, јас мислам дека искуството со Мировниот корпус ми беше едно од најголемите искуства пред да јас заминам во државата, затоа што сите работи што ги работевме со Мировниот корпус ме подготвува едноставно јас да бидам спремна за новите чекори кои што јас ги земав подоцна. Работев со многу проекти со нив, работевме ексклузивно со ромската заедница за образование. Сите тие настани беа едноставно нов видик за мене, едно ново образование. Што се тоа значи да бидеш дел од една заедница, како да го сработиш тој проект. Значи сите тие нови искуства ми помогна дури при запишувањето на факултетот, така да апелирам до сите наши младинци да се вклучат во сите организации, да помогнат за да имаат некакво искуство пред да почнат со нивниот коледж, затоа што тоа отпосле им вреди многу. Така, тоа менаџирање, менаџирање на собствените активности, Да. па дополнителни ангажмани, освен оние секојдневни обврски на училиште, претпоставувам може се да се постигне доколку се сака. Да, јас бев, еве еден пример, јас бев исто така инволвирана во игроорна, значи повеќе од деценија, јас бев исто така на курс по информатика, на курс по англиски, исто така ја оформив и заедно со мојата колешка Маре, ја оформивме Blue Sky Club, која што имаше се задача да го разубави животот на младите во Македонија. Таа е поддржана од Британскиот совет во Македонија. Така да сите тие активности се одвиваа во еден ист период, значи тоа беше во средношколските години. За време сум била презафатена, но секако сето тоа било наградено отпосле.
така искуства бројни, за да на крајот се пожнаат и резултатите. Точно така. Ја спомена играурната, да напоминеме, иако си надвор од државата, постојано те врзуваат нашите корени, традиција, таа играурна е причина денес да правиш напори, да однесеш какво било играурно фолклорно друштво во Америка. Да. Од каде таа идеја? Твоја е идејата или соработувајќи со некого се роди? Значи, јас сум љубител на нашите фолклорни изведби и јас како поранешен фолклорист сум од секогаш што имам желба да го покажам тоа на страна и да покажам каков вид на игри и песни ние имаме за целата наша нуди богатство. нашата држава. Така, и јас започнав еден проект со кој што се надевам дека ќе успее. Би сакала да однесам игрорци за да се представат на годишниот фестивал во Хјустон, од кај што јас живеам. И во моментот процедурата е во тек, па ќе видиме дали ќе успееме со тоа. Специфично сакам игрорци од Крива Паланка да Конкретно така. Да, затоа што од тука ми е мене крајот и јас тука сакам да покажам што знаат луѓето од кај доаѓам. Освен тоа, си приватен колекционер на традиционални македонски носи. Колку носи досега имаш собрано и кои се твоите планови по ова поле? Да, јас досега имам 10 комплетни носи, 2 се во моментот во изработка. Јас почнав со овој проект пред 2 години, така да нема многу носи, но секогаш се надевам дека во иднина ќе соберам многу повеќе, соберам од разни делови на градовите во Македонија и се надевам дека ќе имам шанса да ги однесам во Америка за да ги представам на некаков вид на изложба. А колку Македонија се презентира преку тебе, преку дел од твоите навики, предпоставам, бидејќи секој човек се свое со себе носи. Да. Значи некои предпоставам манири, традиција, обичаи во секојдневието каде што функционираш ги носиш со себе. Што македонско презентираш еве ти конкретно? Значи јас И горда си на тоа, предпоставам. Да, јас едноставно ќе кажам дека секој што ме знае мене знае нешто за Македонија. Апсолутно не постои личност, дури и на работа кај мене, на факултет било каде. Јас секогаш прво и нешто што кажувам од каде сум и што е Македонија, каде се наоѓа Македонија, кои се нашите културни наследства, зошто сме ние познати, зошто сме ние важни во светот. Значи сите знаат за Македонија. Јас исто така секоја година кога доаѓам доаѓаш многу често. Доаѓам многу често и секој пат донесувам со мене некои пријатели, дали се од работа или професионални контакти во Македонија. До сега имам донесено повеќе од 39 групи за персонални причини, но исто така и онака за рекреација. Моите културен информативен амбасадор си така, и наградата на ги државата. носам на тури, ги носам на секаде низ Охрид, низ Македонија, но прво место на посета е секогаш Крива Паланка. Да мора да видат од кај јас доаѓам. А ти доаѓаш често, спомена, твоето семејство е тука, но тука се твоите родители. Да напоменеме по тебе, замина во Америка и твојата сестра и твојот брат. Да, и сега и братовчетка ми, всушност. Исто тоа еве јас ќе го кажам дека јас помагам на студенти кои што сакаат да аплицираат посебно во американските коледжи. Имам искуство со грчките коледжи, но повеќе имам со американските коледжи, така да ако некој сака, ако мисли дека има капацитет да се запише, слободно нека ме контактира. Јас со задоволство би му го покажала процедурата која е, затоа што процедурата е многу тешка и луѓето се откажуваат на средина, затоа што гледаат дека еден вид на конфузија за нас е тоа сите нивни системи. И многу филтри се треба да се поминат така. Многу тестови, многу филтри, значи треба стварно и да си решен. Да и да си решен, да. И да си решен. Исто така јас помогнав на сестра ми и на брат ми, тие веќе завршија, сестра ми заврши постдипломски, брат ми сега се запишува на постдипломски. И братовчетка ми сега е прва година на факултетот исто во Арканзас. Да напоминеме што е твојата професионалност за оние кои што не знам, бидејќи не презентиравме, а она за што беше и номинирана и имаш достигнато големи успеси во твојата област. Да. Што конкретно правиш, како изгледа еден твој работен ден?
Да, значи јас работам во областа на економски консалтинг. Значи соработувам со различни фирми во вид на проекти за енергетика. Значи се што дали доаѓа од финансиски менеджмент, перспектива на финансиски менеджмент или за изработка на проектите, јас работам со фирмата и тие проекти се насекаде на светот, значи тоа е интернационално, моментално работам со проекти во Мексико. Би те запрашала дали во оваа област беше пресудно да го направиш и одлучувачкиот чекор, да стапиш во брак, бидејќи рече дека професионалната ориентација те спои со твојот сегашен сопруг, инаку мора да напоменеме индиец по потекло. Да, јас значи како се мешаат тие култури, Индија, Македонија во Америка? Како се запозната? Значи Америка е едно котле помешано од сите култури. Значи Америка е толку многу различна од секаде од светот. Сите култури се прифатени, има од секаде од светот. Јас уште од првиот ден кога дојдов на факултетот во Арканзас во Америка го запознав мојот сегашен маж, со кој што сум веќе 10 години и патуваме заедно ни секаде на светот. Тоа е една наша пасија, да речам. Значи нешто што најмногу ми се допаѓа во животот и сите целосното време би го потрошила на патување и на изучување на нови јазици и култури. Така, тоа е Тушар Баџач, твојот сопруг. Да. Правевте ли некаква традиционална венчавка тука во Македонија? Ги зачувавте ли традициите, бидејќи спомена ги сакаш традициите и ги негуваш? Па дали ги спочитувавте и традиционалните индиски обичаи? Токму така, да, ние направивме една свадбена веселба во Индија, која што по нивните обичаи трае 5 дена и тоа е еден огромен доживај што не можам да го опишам никогаш. Мислам тоа е цела манифестација, перформанс. Да, еве ќе споделам неколку слики да видите. Беше едно многу убаво искуство да се направи тоа во Индија, но исто така ми беше голема гордост да ги доведам луѓето во Македонија и да го направам истото во нашите краеви. Значи јас направив македонска традиционална свадба со целосните обичаи од почетокот до крајот. Од сватови до ресторан. До ресторан. Исто така имав и игрална група која што ме представуваше како една моја македонка. Да. Така, одлично. А што е специфично за нивните свадбени обичаи кои што траат 5 дена? Има ли нешто карактеристично ти ни пренесе дел од искуството, па можеби гледачите ќе бидат заинтересирани, бидејќи немале непосредно такво искуство досега, претпоставувам? Да, па имаат многу обичаи, значи носевте традиционална облека, која што кај нас кај нас веќе се носи бел фустан за свадба, кај нив тоа уште не го има, значи традиционалниот фустан е црвено-златен и се носи за време на свадбата, но пред свадбата 4 дена се спремаат како со подготовка, има перформанси, значи еден вид на фамилиарно здружување, потоа има негување на невестата со еден вид на исцртување на рацете со тоа се вика хена. Истите учествуваат во тој настап, што е еден многу интересен културен. Ти е цртани и рацете и нозете, како што ни покажа. И колку време стои тоа? Зависи, може да стои до еден месец, но откако ние заминавме на еден месец во Тајланд, тоа многу брзо. Многу брзо замина. Да.
наоѓа време за себе си покрај обврските? Колку може Америка со својата динамика, која што предпоставуваме неколкукратно поголема од животот овде, да најдеш време за себе? Се наоѓа време, во Америка точно така, животот е многу брз, значи сите активности се одвиваат секоја секунда. Викендите секогаш ли ти се слободни? Да, викендите јас секогаш сум слободна и секогаш патувам, ние патуваме ни секаде низ Америка, тоа ни е еден вид од, не знам, така го поминуваме времето. Тоа е времето одвоено за вас? Тоа е времето одвоено за нас, токму така, а исто така и јас се занимавам со изучување разни видови јазици. Значи, Колку јазици досега имаш? Значи сега работам на мојот девети јазик. Секоја честа кои јазици ги познаваш? Па добро, балканските исто така се сметаат кај нас, нели, српски, хрватски, исто така зборувам бугарски, но зборувам и француски, шпански, грчки, индиски, руски и еве сега започнав со кинески. И кој од тие е најспецифичен? Мислам дека индискиот е најмногу специфичен затоа што еве поминав 10 години со машми и уште си пронаоѓам грешки во зборувањето. Така, што сакаш да си направиш за себе од специјалитетите кои што ги носиме од тука традиционално, нешто македонско? Правиш ли некоја македонска ручек вечера? Да, секогаш. Некоја трпеза? Секогаш, значи секоја година јас правам една огромна бадникова вечера на која што ги собирам сите мои колеги и пријатели. И сестрата и братот протеста. Секако, да, секако и брат ми и сестра ми. И сите ние се собираме на една голема бадникова вечера, им ги објаснувам нашите традиции со паричката, со дабовото дрво, како се тоа се одбива и на крајот завршуваме сето тоа со македонска музика и едно оро. А можеш ли да најдеш се што ти е потребно од сите намирници? Да, да. Од ореви до бадниково дрво? Јас живеам во Хјустон, тоа е еден огромен град во Америка, така да има многу традиционални интернационални продавници во кои што изнаоѓам се што ми треба. Исто така има многу македонци. Јас откако ја добив наградата од Обединетата македонска дијаспора, дознав дека проработа мрежата, претпоставам. Да, одма дознав дека уствари имаме ние некои 40 до 50 македонци во Хјустон, така да ние се среќаваме сега често на секој месец и се трудиме да ја промовираме, нели, организацијата, целта на организацијата и што се значи да бидеш македонец во странство. Сега си веќе активен член на Обединета македонска дијаспора, така? Да, сега јас сум како репрезентативец на Тексас и се трудам да ја имам цел да ја расширам македонската култура во Тексас и што повеќе со соработка со македонците да направиме, да бидеме значи да го подигнеме културното awareness. Така, свеста за македонецот, така. Свеста за македонецот, така. Би те се прашала, сега се наоѓаме во манастирот, одите ли во црква таму редовно? Во Тексас, во Хјустон немаме македонска црква, но има грчка црква која што е многу слична на нашата, така да посетуваме грчката црква и плюс јас дека имам поминати долги години во Грција, мене ми е баш драго да ја слушам масата на грчки. Така, би те запрашала што те навраќа освен семејството еве тука, што посакуваш и ти недостасува на моментот, Крива Паланка е од Македонија, од тука. Да, јас одвојувам за да се навратиш на времето кога си била тука. Токму така, јас одвојувам барем еден месец во секоја година да се вратам во родниот крај, за да поминам просто време со фамилијата, со пријателите, затоа што најубаво и најтопло ми е кога сум дома. И се надевам дека еден ден ќе се вратам и дека ќе... Имаш ли такви планови? Тоа ќе те прашав следно, некако природно се наметна. Се надевам дека ќе се вратам, нели, секако со договор на семејството. И дека би сакала да направам некаква инвестиција во Македонија, за да направам нешто интересно за Македонија. Тоа е и крајната цел, претпоставувам, иако заминати од тука, иако далеку од родната грудка, сепак сврзани и никогаш не разделени, да допринесеме сите за ова парче земја да биде поубаво место за живење. Да, токму така. Што би истакнала еве до сите млади, еве напоменавме да бидат активни, ангажирани, да бидат упорни, претпоставувам. Да. Која доблесна карактеристика би ја истакнала ти, која што е најважна и највалоризирана еве во светот, а и можеби која мана
би сакала да биде отстранета и од можеби од својот карактер, но и од карактерот на останатите луѓе, што најмногу би те пречело? Значи јас од секогаш сум се водела под една поговорка дека ако се сака се може. Како што напомена во почетокот дека јас доаѓам на пример од едно сиромашно семејство на работници, значи средствата никогаш не треба да сметате дека средствата се некаков ограничувачки фактор за тоа што вие го можете, затоа што вашиот капацитет, вашето знаење, вашето образование е нешто што ќе ве истакне. Не е битно од каде доаѓаш, каков си. Значи тоа ми е прво едноставно што сакам да ги кажам сите луѓе дека треба да се обидат. Значи по секој обид може да следи нели и неуспех, и тоа е школа во животот. Еве јас можам да напишам листа долга колку овој манастир целата на неуспеси кои што сум пробала на многу места, сум пробала на многу начини, ама никогаш не се откажувам. Значи тоа е единствено што сакам да го кажам на сите, упорноста секогаш се исплаќа. Дури и ако не добиеш тоа што го очекуваш, ти сепак се надоградуваш со некакво искуство. Значи секогаш бидете активни, бидете вклучени во сето тоа и имајте верба во себе. А таа верба ти ја имаше и тоа како ние сме ти преблагодарни што одвои време во последните денови од кога си тука, барем на оваа средба. Ние ќе ти испратиме од тука, но ќе ти испратиме со добра мисла повторно при враќањето да ни донесеш нови успеси, нови твои постигнувања и нови промотивни настапи твои за во името на Македонија, на она што не одликува нас како срдечни, топли луѓе и насмејани секогаш како што си ти. Посакувам така и да видиш и до следната средба. Така, ви благодарам многу за поканата и секоја чест мене ми беше да ја споделам мојата приказна и се надевам дека ги поттикнав луѓето да размислат и да направат некаков чекор за надоградување на самите себе си. Почитувани, се надевам мојата и ваша вечерашна гостинка Оливера Јанковска беа само еден од нашите инспиративни гости кои што освен што го задржаа вашето внимание ќе ве поттикнат да размислувате поинаку. Веќе од утре да бидете и поупорни, како што таа кажа, да бидете истрајни и да го одржите својот курс кон остварување на соништата, желбите и плановите кои што ќе го направат вашиот живот поубав. Нашите планови, желби и интенции се да го задржиме вашето внимание во сите 24 часа од секоја недела. До следната наша средба, наредниот вторник, 21 часот. Ве поканувам да ги следите и нашите репризи. Веќе утре, 14 часот и 15 минути, но и на нашата веб страница www.k3.mk. Останете така.